Имавме одредени проблеми затоа што фирмите кои беа избрани на тендерите имаа потешкоти со својата механизација, но успеавме да ги пробиеме главните патишта кон населените места. Вака градоначалникот на Велес Аце Коцевски ја оцени ситуацијата за тоа како Велес се справува со снегот во гостување во утринскиот брифинг за Слободна ТВ. Успеавме да ги пробиеме главните патишта кон населените места согласно програмата. Имавме одредени проблеми затоа што фирмите кои беа избрани на тендерите за изведувач имаа проблеми со својата механизација. Вообичаено Македонија пат добива наредби приоритет да стави на автопатот, па на регионалните патишта, па дури после тоа на локалните улици кои се дел од регионален пат. Меѓутоа, со оглед на тежината на состојбата, мислам дека добро успеавме да се справиме. При тоа додаде дека имало критики од опозицијата и како што рече, тие ја чекале секоја прилика да ловат ефтини политички поени, но освен опозицијата, како што нагласи Коцевски, критикуваа и Велешани за неисчистените снежни наноси во градот. 50-50. Само главните улици ги чистат. Та не е очистено. Не воопшто. Па, хигиената не е на високо ниво, а сега во овие услови, ако тргнете надвор од оваа главна улица надвор, ќе се отепате и ќе скршите ногата у Велес и никој нема да одговара за тоа. Овде кога ги гледате како се улици, една споредна улица, воопшто не е чистена. Тоа воопшто не сме заинтересирани. А не само јас, него јас контактирам од цел град го прошетав и спротив отидов да не отидете нека железен мост, луѓето не смеат да поминат. Уопште не сум задоволен. Зашто? Па не гледате, се е катастрофа. Инаку во разговор со надлежните за интервенции и расчистување на снежните наноси во Велес, вела дека екипите се на терен и постојано работат. Денешното сонце дополнително придонесе за топење на снегот и замрзнатите површини.